Пиперките во Струмица завршија на буниште. Оризопроизводителите повеќе од еден месец се на улица и бараат повисока откупна цена, а пред колапс е и краварството. Производителите на млеко почнаа да го продаваат по социјални мрежи, бидејќи откупната цена од 22 денари не им се исплати за маката. Ова се очигледно резултатите од навремената стратегија на владата за обезбедување храна и поттикнување на домашното производство. Според првиот човек на секторот земјоделие, Љупчо Николовски, планот кој го донела владата уште пред војната во Украина давал резултати и не бил намален интересот кај земјоделците и сточарите. Николовски како министер за земјоделие не можел да сноси одговорност за откупната цена, оти кризата била на светско ниво. Со сите мерки и политики кои што се развојни, ние ќе го истабилизираме во време на криза и ќе го зголемуваме домашното производство. А за цените се во целиот свет раснат на начин и предизвикан од многу кризи за кои што Љупчо Николовски не може да носи одговорност. Ја носам одговорност навремено да предвидиме мерки и политики кои што сметаме дека се прифатливи, дали ќе имаме доволно храна. Јас постојано повторувам дека мерките даваат резултат и ефект за да имаме доволно храна. Цените не зависат од никој поединечно. Како ќе збориме за берзанските цени, пример, или за набавката на суровини. Зошто даваме 40%? Единствена земја во регионот која што дава на земјоделците и зелена нафта и вештачко ѓубре. Покрај сите кризи, Македонија е и во млечна криза. Николовски признава дека најмногу се должи со исплатата на субвенции кај сточарите и ветува дека до крајот на годината ќе биле исплатени со нова интервентна мерка која треба да помине утре на владина седница. Сепак неговата институција не можела да каже колку ќе биде цената на млекото, а информациите за намалено производство на млеко биле паушални. Не сме институција која што може да кажува колку ќе биде цената на млекото, нити пак ние како држава сме единствените што сме погодени од оваа криза. Слушам некои паушални информации во јавноста, намалено производство, не знам, па се кажуваат некои проценти, само 4% е намалено производството оваа година од минатата година, а имаме знаеме каква криза и колку дополнителни кризи или раст на сите трошоци кои што ги имаме. Фактот за заинтересираноста на сточарите оваа година ќе го побиеме и со една друга мерка од програмата за рурален развој. Рекорди рушиме во мерката за набавка на припладен добиток. Николовски, како и во повеќе наврати, така и денес, ги уверуваше новинарите дека неговото министерство прави се што може и повторно потсети на дел од мерките од интервентниот фонд, а не ја пропушти приликата и да се пофали дека сме успеале да го дуплираме производството на сончоглед и мерката за субвенционирање на сончогледот ќе продолжи наредната година. Во изработка е и новиот закон за субвенционирање кој треба да спречи нерамномерна распределба на субвенции, односно ќе се субвенционира по предадено производство на лиценциран трговец, кој според Николовски ќе го зголеми домашното производство.